Добро вечер, започнуваме со првото издание на Урбаните вести за оваа работна недела. Останете со нас и погледнете што подготвивме за ова издание на вестите. Над 500 деца во општина Газибаба имаат симптоми на сколиоза. За 2 недели стартува изградбата на Сончевград. Крводарителска акција во Газибаба. Доделени наградите за најдобар есеј во чест на трагично загинатиот претседател Борис Трајковски. Се поставуваат дигитални сообраќајни знаци со променлива содржина. Во општина Газибаба денеска беше извршена презентација од истражувањето спроведено во основните училишта во Газибаба за свесноста, за стапеноста и знаењето за сколиозата кај децата на возраст од 7 до 14 години. Резултатите се загрижувачки. Повеќе од 500 деца во општината имаат симптоми на сколиоза или така наречен деформитет на кичмениот столб. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Приватната општа болница Ремедика во соработка со општина Газибаба изминатиот период спроведе истражување за свесноста за сколиозата кај децата на возраст од 7 до 14 годишна возраст. Резултатите од истражувањето издвојуваат неколку точки што отскокнуваат како критични во општата состојба. Пред се нередовните или ретки ортопедски прегледи и овој пат се појавуваат како ризик фактор. Истите загрижуваат, дури кај 547 деца во општина Газибаба се присутни сите или некои од симптомите на сколиозата, а над 1000 испитаника одговориле дека познаваат некого кој страда од сколиоза. Презентацијата на истражувањата и резултатите денеска беа презентирани во големата сала за состаноци на Советот на општина Газибаба. Во нашите основни училишта, во 11 основни училишта на територија на општина Газибаба, се спроведе анкета од страна на стручните лица од Ремедика, од страна на докторите во насока на поголема информираност и воедно собирање на податоци околу заболувањето кај нашите дечиња, сколиозата, кое што доколку навреме не биде превенирано и навреме не се преземат одредени активности, понатака може да биде и голем проблем за нивното здравје. Затоа овој проект, уште самиот почеток, општината даде подршка и од она што можам да кажам дека навистина податоците кои што ни ги презентира од страна на стручните лица од Ремедика, податоците дека нашите граѓани не се доволно информирани, дека заеднички треба да работиме на ова поле, како што напоменав, да се намали појавата на ова нарушување кај на здравјето на нашите ученици. Општина Газибаба на ова поле и во минатото и во иднина ќе продолжи. Значи, една од превентивните мерки што ги преземаме е зголемување на бројот на спортски активности во нашите училишта. Брзата трансформација на општеството, брзата трансформација на начинот на живење, за жал се одразува и врз растот на децата, бидејќи децата се повеќе во седната положба, цел ден го минуваат во училиште, многу малку се активни и она активност и она слободно време што го имаат е некако неорганизирано и ненасочено. Станува збор, значи, за сколиоза, која што е развојно пореметување на арбетниот столб кај децата, значи се случува во текот на растењето и она што е најважно е таа рано да се открие и рано да се отпочне со лекување. Исто така, многу значајно е и да се спроведат активности кои што ќе ја превенираат на некој начин, а тоа е пред се она што истакна господинот градоначалник, активно ангажирање на децата во спортска активност. Сколиозата е искривување на арбетен столб, кое што дава деформации на градниот кош, на карлицата, значи функционирањето на сите органи во градниот кош и во стомашната празнина може да биде нарушено како резултат на сколиоза. Самиот деформитет дава понатаму болки кои што се јавуваат во долните екстремитети, намалени витални капацитети на белите дробови и така натаму, сега да не ги редиме сите карактеристики, меѓутоа во секој случај многу е полесно навреме да се реагира и да се спречи отколку да се лекува, затоа што па хируршкиот третман е навистина сериозен оперативен зафат. Повеќе од половина од анкетираните родители не го однеле своето дете на ортопедски преглед надвор од редовните систематски прегледи.
Физичката активност како дополнителна дневна активност е ретко присутна, дури 36% од децата во оваа општина не спортуваат надвор од училишните активности. Анкетните прашалници беа спроведени во 11 основни училишта во општина Газибаба и беа офатени околу 5000 испитаници, а на истите одговара родителите на децата од прво до пето одделение. Турската компанија Дживаир Холдинг, кој ќе ја гради елитната населба Сончев град, деновиве ќе добие одобрение за градба, пошто ќе може да почне со изградба на објектите. Согласно договорот, инвеститорот по добивањето на одобрението за градење има рок од 6 години да ја реализира инвестицијата и да го изгради комплексот. Министерот за транспорт и врски Милејана Киески денеска најави активности за урбанизација, со кои што ќе се изгради потребната инфраструктура за населбата Сончев град, за која се очекува инвеститорот за 15 дена да добие одобрение за градење. Според него, со планираните активности ќе се обезбеди канализацијски систем за поголем дел од општина Киселавода и водоснабдување за најголем дел од територијата на општина Сопиште, а регионалниот пат за поврзување на Скопје со Сончев град ќе биде завршен најдоцна до првиот квартал до година. Почната е постапката за реализација на проект за изградба на системот за водоснабдување за дел од населените места во општина Сопиште, регионален водовод Патишка река, што според Јанакиевски има големо значење за жителите на населените места во општината, за решавање на проблемот со водоснабдувањето, за подобрување на животниот стандард на комуналната инфраструктура и животната средина, како и за развој на општината. Ке се реализира и проект за изградба на фекална канализација со две делници во населено место Сопиште и населбата Сончев град, со одведување кон постојните канализацијски мрежи во општина Киселавода и општина Аеродром. Во тек е и изградба на пат во должина од 4,5 километри, кој ќе го поврзува Скопје со населбата Сончев град. Овој проект офаќа изградба на 3 делници од магистрален цевковод со вкупна должина од 22 километри, како и изградба на филтер станица и пристапен пат до истата. Целосно ќе се реши водоснабдувањето на овие населени места. Покрај оваа инвестиција се обезбедија средства за изградба на канализациони мрежи во општина Киселвода и во општината Аеродром. За овој проект офаќа изградба на 2 делници. Првата делница е фекална канализација на населеното место Сопиште. Целосно ќе се реши канализациониот систем во Припор, по улицата Христо Татарчев, до раскрсницата со Боливар Србија, со улицата Борис Трајковски. Делницата е во вкупна должина од 3,8 км од населеното место Сопиште. Градоначалникот на град Скопје Куце Трајановски истакна дека овој заеднички проект на локалната власт со Министерството за транспорт и врски ќе биде од големо значење за жителите на Сопиште, Аеродром и Киселавода. Канализационите системи се едни од најпроблематичните во градот Скопје, на кои што треба уште многу да работиме. Работи градот Скопје на фекалните колектори од левата и од десната страна на нивното проектирање, за да би можело конечно да се дојде до приближување до решението со пречистителната станица која што се наоѓа во населеното место Трубарево. Според градоначалничката на општина Киселавода Билјана Беличанец Алексич, изградбата на канализацијската мрежа ќе помогне во подобрувањето на животниот стандард на граѓаните. Градењето на канализационата мрежа во овој дел на градот ќе одговори на потребите и барањата на околу 13.000 жители од општина Киселавода, што значи значително ќе им се подобри и осовремени секојдневното живење. Тоа значи дека септичките јами ќе станат во иднина минато, а по завршувањето на примарната канализациона мрежа на овој капитален проект на Министерството за транспорт и врски и градот Скопје ќе се приклучи и општина Киселавода преку изградба на секундарната канализациона мрежа. Согласно договорот, инвеститорот по добивањето на одобрението за градење има рок од 6 години да ја реализира инвестицијата и да го изгради комплексот.
Општина Газибаба во соработка со Општинската организација на Црвениот крст традиционално секоја година организира крводарителски акции. За оваа година планирани се 3 крводарителски акции, од кои првата се реализираше денеска. Оваа година ќе бидат организирани 3, едната е сега, втората ќе биде во месец јуни и третата по повод денот на општината 3 ноември. Денешната крводарителска акција навистина гледаме дека според почетокот и ќе очекуваме дека ќе биде успешна, затоа што навистина голем број на граѓани дојдоа и се вклучија на нашиот повик да дојдат да даруваат крв, затоа што знаеме што значи тоа во даден момент, значи спасување на човечки живот. Затоа општината ги поддржува овие активности на Црвениот крст и во иднина така ќе продолжиме. Заедничка цел е повеќе крвни единици да се обезбедат и да упатам апел до нашите граѓани активно да се вклучат. Навистина тоа е едно големо хумано дело што може да го направат, да ја донираат својата крв за спасување на човечки живот и практикуваме овие активности во зависност од интересот на граѓаните да го доближиме поблиску до нив. Денеска е во населбата Автокоманда, во зависност како ќе биде интересот во иднина, можеме во некое друго населено место, како што кажа, да биде и поблиску, за да биде подостапно и да не се губи повеќе време во движење, нели, за да се дојде до одредено место. Во пресрет на одбележувањето 10 години од трагичната смрт на председателот Борис Трајковски, денеска беа доделени наградите за најдобар есеј на тема "Верувам во Македонија" од конкурсот на Министерството за образование и наука, кој траеше од 28 јануари до 10 февруари. Пристигнале 117 есеи, инспирирани од делото на Трајковски, од кои 94 ги исполнувале критериумите и биле оценувани од комисија. Првата и третата награда ја добија ученички од гимназијата Јане Сандански во Струмица, каде средното образование го завршил поранишниот председател. Катерина Караманова, 3та година, доби прва награда за есејот Пиреј, а матурантката Елизабета Муканова за есејот Детилинка ја доби третата награда. Втората награда е припадна на Марија Колевска, ученичка во прва година во Средното Скопско училиште Михајло Пупин, авторка на есејот за Македонија. Наградите кои се состојат од таблет компјутер, монографија за председателот Борис Трајковски и паричен дел од 15, 10 и 5000 денари им ги врачи министерот Спиро Ристовски, а од име на фондацијата Борис Трајковски им ги честиташе сопругата на Трајковски, Вилма. При тоа заблагодарувајќи им се на сите учесници на конкурсот. На булеварот Илинден и на партизански одреди почна поставувањето дигитални сообраќајни знаци со променлива содржина. На нив возачите ќе може да прочитаат информации каде точно во градот, на која улица во одреден момент има густ сообраќај. Дигиталните сообраќајни знаци со променлива содржина ќе им служат на граѓаните за навреме да изберат алтернативни улици за избегнување на сообраќајниот метеж. Во Скопје ќе бидат инсталирани 5 знаци од овој тип фреквентни места, односно на поголемите булевари, на партизански одреди спроти Симпо, на Илинденска спроти училиштето Орце Николов, на Борис Трајковски, по бараките на општина Киселавода, на булевар Јане Сантански пред Тобако 2 и Александар Македонски спроти Хотел Континентал. Овој тип сообраќајни известувања се дел од проектот за софтверско следење и регулација на сообраќајот во метрополата, преку Центарот за управување и контрола на сообраќајот, кој се наоѓа во транспортниот центар, но кој се уште не е ставен целосно во функција. Со Центарот за управување и контрола на сообраќајот преку оптичка мрежа ќе се поврзат 85 раскрсници во градот, а семафорите компјутерски ќе пропуштаат возила во зависност од метажот во одреден дел од денот. Малопродажните цени на бензините од полнок се зголемуваат за 1 динар за литар, а на дизелот се намалуваат за 0,5 динари.
Ултра 95 и Евро Супер БС 95 ки се продаваат за 79 денари, а Ултра 100S и Евро Супер БС 98 за 80,5 денари за литар. Ултра Дизел Power Jet и Евро Дизелот поевтинуваат за половина денар и ке се продаваат за 68,5 денари за литар, додека биодизелот БС 98 ке чини 69,5 денари. Додека пак екстра лесното масло за домакинство ќе има цена од 57 денари за литар. Поевтинува и мазутот М1 ХЦ. Новата цена ќе изнесува 40,69 денари за килограм. Министерот за животна средина и просторно планирање Абдулахим Адеми денеска присуствуваше на презентацијата на системот за отпрашување кој треба да биде инсталиран во производствените погони на Макстел АД, како дел од исполнувањето на обврските од оперативниот план за добивање на интегрирана дозвола на оваа инсталација. Во оваа прилика Адеми ги повика раководството на компаниите кои треба да ги исполнат обврските за обезбедување на еколошките стандарди согласно Законот за животна средина, да преземат конкретни чекори и целосно да ги исполнат оперативните планови до 1 април 2014 година, без разлика дали владата ќе одлучи да го пролонгира рокот или не. Реализацијата на проектот се очекува да започне во месец март, а инвестицијата ќе чини 10 милиони евра. Всушност, со овој зафат во Макстел ќе се надгради и комплементира постоечката постройка за третман на гасови. Со реализација на системот за отпрашување емисиите на гасови ќе се контролираат и ќе се испушта филтрирана фигитивна емисија. Вака контролираниот испуст отвора можност за мониторирање која исто така е обврска произлезена од постојаната законска регулатива за заштита на животната средина. Рекометарите на Металург направија вистинска сензација со победата против Барселона со 31:29 во последното коло од Лигата на шампионите. Затворени се 22-те зимски олимписки игри во Сочи, а домакините Русија беа најуспешни по бројот на медали. За овие останатите вести од спортот по рекламите.